Општина Кочани го намали буџетот за своето работење во текот на идната година. Предложениот финансиски план, што се најде пред Советот, покажува дека ќе можат да се потрошат 193 милиони денари, што е за 38 милиони помалку од планираното за годината што веќе истекува. На последната седница, на која се разгледуваа предлог буџетот и одлуката за негово извршување, ваквиот тренд беше критикуван од страна на опозицијската советничка група, со оценка дека наместо развој ќе понуди стагнација во целокупното живење во општината. Значи е многу нелогично да следната година имаме помал буџет. По логика на нештата, нели секоја следна година би требало да се произведуваат, би требало да се создаваат дополнителни зголемени вредности, а не да се намалува. Значи ова е првиот индикатор дека нешто не е во ред и нешто лошо се случува во општина Кочани. Беше критикувано и планираното намалување од околу 5 милиони денари на приходите од даноци на имот, но и од надоместокот за комуналии. Значи за 2013 година имавме планирано 43 милиони денари. По ребалансот завршивме со 22 милиони и 700 денари, а за следната година имаме планирано 31 милион денари. Значи се поставува прашањето зошто се намалува очекувањето по основ на градежно неизградено земјиште. На седницата се слушна забелешка и за транспарентноста на носењето на буџетот. Баравме одговори, но ќе бидеме искрени, не ги добив. Значи сега кога ќе излеземе од оваа сала, ние на луѓето што предложиле одредена програма, ние не можеме да им кажеме дали нивната програма сега е во овој буџет. Конкретно кои активности ќе бидат преземени со овој буџет. Значи ќе се сложиме во делот на транспарентноста, овој буџет има подвалено, односно не сме коректни спрема граѓаните. Во одговорот на ова прашање, градоначалникот Димитровски рече дека општината е една од најтранспарентните во државата, затоа што бил и објавен оглас на кој граѓаните и здруженијата можеле да пријавуваат своји програми за финансирање. Од друга страна, намалувањето на буџетот го оправдуваше со тенденцијата тој да биде реален. Ние сме една од општините во Република Македонија, тоа може да го проверите статистички, која што има приближно најголеми реализации на буџет. Значи, има некои општини кои што ќе предвидат огромни буџети и после настапат со реализација од 20-30% и ништо, нема законска казна за тоа. Меѓутоа, пред граѓаните тие обеќале разни работи не може да ги реализират. Тоа е значи зошто е намален. Зошто толкова нервоза за работа која вршејќи функцијата градоначалник ви обврска? Колешката Лилјана Арсова на еден многу фин начин ви објасни дека буџетот се пари од сите граѓани кои вие сам ги трошите. Вие сте должни да давате отчет, вие сте должни да бидете транспарентни. Премалку е направено во однос на она што се соберени пари. Кочани има втор по големина буџет во регионот после Штип. Штип има 15 милиона еври, Кочани има 8 милиона, Забрика 6. Овој намален. Претходните беа поголеми буџети. Значи не може тоа што ви одговара да го сервирате на јавноста, тоа што не ви одговара го нема никаде. Забелешки за предлог буџетот имаше и за планираното задолжување на општината со кредит во вредност од 500.000 евра, за што градоначалникот даде оправдување. Третото задолжување кое што го предлагаме за 2014 година за решавање на виталните интереси на граѓаните за обезбедување на асфалт во населените места и во градот Кочани, приградските населени места и во другите населени места кои што се во рамничарскиот дел на општината Кочани. Значи за асфалт, за асфалтирање, за доведување на да секој може да дојде до својата куќа по еден нормален приод. Ние тука, јас не верувам дека некој нема до својата куќа асфалт, ама има многу граѓани кои што нема до својата куќа асфалт. На крајот од дискусиите, предлог буџетот и одлуката за негово извршување за идната година беа усвоени со 11 гласови за, а опозицијската советничка група воопшто не гласаше.